Емитуваме регионални вести на телевизија КИС за првиот ден од ова работна недела. По повод денот на полицијата, денес со посета на нивните вечни почивалишта им беше оддадена почит на трагично загинатите полициски службеници. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај, денес делегации на институции, политички партии и здруженија, како и семејствата и пријателите, ги посетија вечните почивалишта на неколкумина трагично загинати полициски службеници. Во знак на вечен незаборав, чест и пиетет на полицискиот службеник Цоки Стојановски му беше оддадена почит со палење свеќи и полагање свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште на православните гробишта во Тетово и на спомен бистата во полициската станица за безбедност на автопатниот сообраќај. Цоки Стојановски загина ноќта на 31 јули 2001 година. Тој беше погоден од куршум на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово. Во 2001 беше на функцијата командир, а должноста тој ден ја извршуваше на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кој ги извршуваше секогаш со иста совесност. Тој на дело докажа како треба да се обавува должноста полицаец и како треба да се брани и чува Македонија. Загина на 28 години, а по прераната смрт остави зад себе сопруга и 2 малолетни деца. Со полагање свежо цвеќе, почит им беше оддадена и на двајцата припадници на специјалните единици на македонската полиција од Тетовско, кои кобниот 9 мај 2015 година загинаа во антитерористичка акција во кумановската населба Диво населје, во одбрана на својата татковина. Веднаш по полнолетството Сашо Самојловски се вработил во полицијата и бил дел од единицата за специјални задачи Тигар и од единицата за брзо распоредување. Учествувал и во воениот конфликт во 2001 година. Тој зад себе ги остави сопругата и 2 деца. Жарко Кузмановски од Брвеница целата своја кариера ја поминал во специјалната единица каде стигнал и до командантско ниво. Бил македонски бранител, специјалец во единицата за специјални задачи Тигар и учесник во воениот конфликт во Македонија во 2001 година. Тој зад себе остави сопруга и 2 сина. Денес почит со полагање свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште на православните гробишта во Тетово му беше оддадена и на полицаецот Живко Јовановски, кој почина во 2014 година во несреќен случај, откако беше застрелан во полициската станица во Тетово од негов колега. Колегите му оддадоа почит и на Петрески дано со полагање свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште на православните гробишта во Брвеница. Тој работеше како кримтехничар и почина во полициска акција во Палчиште во 1997 година. По повод денот на полицијата, заменик министерот Агим Нухил го посети секторот за внатрешни работи Тетово. По повод денот на полицијата на Република Македонија, тука сум заедно со моите соработници и сакам да ја искористам можността да се им да изразам благодарност за сите институции и приватните фирми кои се соработуваат со секторот за внатрешни работи во Тетово. Дојдовме да ги видиме нашите резултати и да пренесеме пораката дека ние можеме и имаме капацитет да ги оствариме сите наши предмети надлежности во однос на јавната безбедност и во однос на државната безбедност. Исто така, во рамки на одбележувањето на 7 мај денот на македонската полиција, представници на Министерството за внатрешни работи и СВР Тетово денес како посетија дневниот центар за деца со посебни потреби во Тетово, предавајќи им ги пригодните подароци на вработените во овој центар. Началникот на СВР Тетово Амир Далипи меѓу другото истакна дека на децата најмногу од се им е потребна искрена љубов, непосредност и топлина. И овие дечиња се наши, нагласи Далипи, и тие како и другите нивни врсници представуваат дел од општеството во кое живееме
и кои заслужуваат лична и заедничка грижа и внимание. Впрочем, за МВР, а тоа подразбир за СВР Тетово подлече да липи. Сите граѓани, сите деца се исти, без разлика на етничката, верската и другата припадност и социјалната и здравствената состојба. И за сите се грижи и ќе се грижи максимално да бидат безбедни и спокојни, каде и да се наоѓаат. Примајќи ги подароците, вработените искажаа голема благодарност и упатија празнични честитки до сите припадници на МВР. Едно лице загина, а 4 се повредени, меѓу кои 3-годишно дете, во сообраќајка што се случила на магистралниот пат Гостивар – Кичево. Полицијата спречи 23-годишна жителка на Раутинце да се фрли во водите на Вардар. На магистралниот пат Гостивар – Кичево во непосредна близина на отворените сепарации и каменоломи, вчера околу 17 часот и 20 минути се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 2 патнички моторни возила, Рено Меган со гостиварски регистарски таблици, управувано 32 годишен гостиварец, и Опел Астра со дебарски таблици што го управувал 21 годишен жител на Дебар, соопшти СВР Тетово. Во несреќата возачот на Меганот починал на самото место, а 24 годишната сопатничка исто така од Гостивар добила тешки телесни повреди, додека 3-годишното дете кое било со неа на задното седиште лесни повреди. Со тешки телесни повреди завршили возачот на Астрата, а неговата 25 годишна сопатничка здобила лесни повреди. Сите повредени со медицински возила пренесени се во Гостиварската општа болница Ферид Мурат, а по укажаната лекарска помош двете тешко повредени лица префрлени се на скопските клиники, додека другите 2 лица пуштени се дома. Јавен обвинител и екипа на полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид и се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и се друго. Полицијата спречи 23 годишна жителка на Раутинце да се фрли во водите на Вардар. 26 годишен тетовец ноќеска околу 4 часот и 50 минути пријавил дека на мостот на реката Вардар во Тетовско Раутинце до металната заштитна ограда забележал женско лице во пижами кој има намера да скокне во реката. На посоченото место веднаш се испратени полициски службеници на СВР Тетово, кои најпрво го известиле нејзиниот родител, а потоа двајца од нив пополека се доближиле до 23-годишната од ова село и успеале да ја фатат пред да скокне, пошто му ја предале на таткој. Синдикатот на Југохром бара средба во владата, во спротивно најавуваат протести. Дозвола за рестартирање на Југохром и помош од владата за доизградба на филтер станицата на комбинатот. Ова се двете барања кои синдикатот на Југохром планира да ги побара од премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Кочо Ангјушев, доколку двајцата владени представници прифата да остварат средба која синдикатот инсистира да се реализира до крајот на неделава. Ако не се одржи средбата, вработените најавуваат протести пред владата. Првиот човек на синдикатот на Југохром Бајрам Амити вели дека имале голем притисок од отпуштените работници кои барале да започне фабриката со работа, а во меѓувреме владата или директно да помогне за доизградба на станицата или пак да посредува со банките за издавање на поволни кредити, потребни да се плати фирмата која ја гради станицата. Околу системот за отпрашување се работа, меѓутоа имamo некои мали пречки, наши финансиски проблем и затоа до сега не сме барали некои средби со владава, мислејќи дека ќе се реши тој проблем и затоа поради тие пречки сега барамо средба да имамо во владава и они да ни изнајдат некои решение. Вице-премиерот Кочо Ангјушев вели дека од голем интерес Југохром да почне со работа во време кога цената на феросилициум е висока на светските пазари, но како што рече мораме да го заштитиме и здравјето на граѓаните и затоа Југохром треба да постави филтри. Вели дека средба ќе оствари со синдикатот, но и со раководството со кој разговара како да се забрза процесот на изградбата на филтер станицата. Значи дека ќе ги примам вработените од синдикатот, значи од Југохром, ги закажав веќе средба и со собственичката структура на Југохром, интензивно разговараме со банките, ние како држава можеме да ги охрабриме и да им помогнеме со мерките што ги донесовме во законот. Државата нормално не може да дава пари во приватни фирми без основа и затоа ние можеме само да помогнеме во тој процес и управо тоа и го правиме. Мислам дека ќе дојдеме до решение. Премиерот Заев минатата година вети дека Југохром ќе започне со работа во месец мај или јуни годинава, но поставувањето на филтрите се одложи поради доснењето со исплатата на парите, кои треба да ги добие фирмата која ја гради станицата. Инспекторатот за животна средина му наложи на Југохром да престане со производство во ноември 2016 година, поради непочитување на рокот за изградба на филтер станицата кој неколку пати се продолжуваше. Југохром ги згасна печките, а 800 работници останаа без работа.
Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески ја посети општина Желино, каде со пари од Европската инвестициона банка се гради новиот водовод за сите 18 населени места. Денес сме тука заедно со градоначалникот на општина Желино да извршиме увид во изградбата на цевководот и резервоарот за вода, проект кој што е многу значаен за општина Желино. Општина Желино има 18 населени места, од кои што само во едно е решено проблемот со водоснабдувањето и се надеваме дека со овој проект апсолутно ќе створиме предуслови за понатаму да можат и другите населени места да добијаат водовод и канализација. Инвестиционата вредност на овој проект е 665.000 евра обезбедени средства преку Европската инвестициона банка. Ние се надеваме дека во натамошниот период нормално проектите кои што ги има општините да достават до Министерството за транспорт и врски се со цел да возможиме нивно сериозно развивање не само на општина Желино, туку и на, се разбира, на сите други општини во Република Македонија. Согласно концептот на владата на Република Македонија, работиме на тоа да имаме зголемување на покријаноста во делот на водовод и канализација на целата територија на државата. Во моментов имаме на 10 места во Република Македонија се работат на вакви проекти водовод и канализација со некаде вредност од 3,3 милиони евра. Исто така имаме склучено договори, уште 10 на 11 договори во вредност од 4,4 милиони евра и уште 3,9 милиони евра се 8 проекти кои што се во тендерска постапка. Така да во натамошниот период ние очекуваме да сите овие 30 проекти кои што во моментов треба да се случат ќе направат зголемување на она што ќе значи подобрување на условите на овие луѓе кои што живеат во општините и во делот на водоводите и во делот на канализациите. Затоа уште еднаш сакам да ги повикам, ја секоја прилика ја користам да ги повикам градоначалниците на општините да аплицираат со проекти, да ги искористиме тие уште 12 милиони евра кои што се останати од Европската инвестициона банка, се со цел да преку тие средства ги подобриме условите на сите граѓани во Република Македонија во делот на водовод и канализација. Сме благодарни на министерот што не посети нас како општина, значи прв пат министерот за транспорт и врски ја посети општина Желино, ја посетува општина Желино. Се работи за еден огромен проект од кој инвеститор е Министерството за транспорт и врски преку инвестициона Европска банка. Се работи за цевковод трета фаза со 600.000 евра грант, од кој 150.000 евра е финансира општина Желино. Се работи за главниот цевковод, што ќе ги снабдува со вода целата општина, сите 18 села, и за тоа сме благодарни уште еднаш на министерот, што со негова посета докажува дека овие работи веќе се реализираат и сите граѓани веќе мислам дека ќе бидат задоволни. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев денес во Тетово оствари средба со стопанственици. Денеска ми представува особена чест и задоволство што ја посетувам оваа реномирана компанија Pofix, која што во последните години е брзо растечка. Гледам дека сопствениците на компанијата имаат инвестирано сериозни средства, имаат направено сериозен индустријски капацитет за производство на градежни материјали. Во соработка со Комората на Северозападна Македонија, со господинот Неби Ходжа, денеска сме во посета на оваа компанија и веднаш после посетата на компанијата ќе имаме еден панел, еден состанок, значи на Штуловиот универзитет, на кој што ќе имаме средба со повеќе компании од регионот, каде што ќе ги објасниме мерките од новиот закон за поддршка на инвестициите на економијата. Законот е закон кој што ги поддржува македонските компании, кои што ќе се охрабрат да инвестираат, кои што минатата година инвестирали и следните години ќе инвестираат, бидејќи македонската економија нема шанси ако не е извозно ориентирана. Таа треба да биде извозно ориентирана, да освојува пазар во светот, а во светот цел свет е конкуренција. Ние мораме македонската економија да ја направиме конкурентна, а за тоа треба да се инвестира во нови технологии и управо тука државата преку законот сака да им помогне на компаниите да инвестираат во нови технологии и треба да се инвестира во кадар кој што ќе ги води тие технологии и тој кадар да биде подобро платен. Особена чест дека имаме посета од вице-премиерот за економски прашања во Полошкиот регион, конкретно во Тетово, каде што е на посета на една од најреномираните компании
како членка на Стопанската комора на Северозападна Македонија, која е успешна, со години е лидер во секторот на производство на материјали за градежништво. Денеска, освен оваа компанија, ние посетивме како комора и други компании кои што се успешни, меѓутоа сите компании денеска имаат различни потреби за олеснување на нивниот бизнис. И во склоп на тоа ќе организираме дебатна седница во Штуловиот универзитет, каде што сите детално ќе ги образложат нивните проблеми, нивните потреби за олеснување и изнаоѓање на нови решенија за успешна работа во нивниот бизнес. И се надевам дека ќе вроди плод овој состанок со посета на вице-премиерот и директна комуникација со бизнисот во Полошкиот регион. И ги охрабрувам сите компании кои што имат амбиции, кои што имат идеи, бизнис планови, да се пријават и да ги пријават нивните бизнис планови за поддршка за нивните иновации и новите производи кои што мислат да ги произведуваат во идни. Во Гостивар во среда ќе се одржи обука наменета за родители на деца со церебрална парализа од Полошкиот регион. Предавачи ќе бидат доктори специјалисти по физикална медицина. Професионални лица ќе ги обучуваат родителите на деца со церебрална парализа во Гостивар за правилно користење на ортопедски помагала во домашни услови. Обуката е бесплатна, а ја организира Сдруженијето на деца со посебни потреби "Заедно можеме" во соработка со своји партнери. На тема "Живот со дете кое боледува од церебрална парализа" ќе говори Јулијана Мудинова, специјалист по физикална медицина и рехабилитација на клиниката за ортопедија во Скопје. Презентацијата на тема "Помагала за олеснување на секојдневните активности на родителите и децата со церебрална парализа" ќе ја одржи доктор Дарко Василевски. Организаторите ги повикуваат сите родители што имаат деца со церебрална парализа од Полошкиот регион да присуствуваат на обуката. Освен за користење на помагалата во домашни услови, ќе се добијат и информации за постапката како да се земаат ортопедските помагала преку Фондот за здравствено осигурување. Настанот ќе се одржи на 9 мај среда во големата сала во општина Гостивар со почеток во 17 часот. По одложување на денешното рочиште за случајот тортура, Љубе Бошковски, кој е оштетен во оваа постапка, рече дека во постапка во која има повеќе обвинети очекувано е некој да отсуствува или да е болен. Бошковски пред медиумите рече дека пред влегување во судница се сретнал со Сашо Мјалков, кој станал да го поздрави, веројатно да му се извини како што рече за она што го направил во минатото. Мислам дека е спремен да се извини, но тие прашања треба да му ги поставите него. Јас оставам судот да донесе одлука. Тортурата и времето да биде минато. Нека се биде завршено на овие мои плеќи и дека да се простува е добро, но да се заборави едно такво мачилиште, еден таков режим во кој помина Македонија, тоа сигурно дека не смее и не може да се заборави. Екс-директорот на УБК Сашо Мјалков за прес 24 вели дека со Љубе Бошковски се поздравиле од култура, а не како знак на извинување. Европската Унија ја поддржува европската перспектива на државите од Западен Балкан, бидејќи безбедноста на Европа зависи од безбедноста на регионот, изјави синоќа во Љубљана председателот на Европскиот совет Доналд Туск. По средбата со словенечкиот премиер Миро Церар, Туск нагласи дека престојниот самит ЕУ Западен Балкан во Софија треба да биде искористен за изразување поддршка на европерспективата на регионот. По изборната победа во март, Владимир Путин денеска е инаугуриран на председателската функција. Експертите се сигурни дека се поавторитарниот политички стил останува и натаму. Денешната церемонија иста како и претходните 3 во изминатите 18 години. Сала во Кремљ со многу злато, вратата се отвора и Владимир Путин цврсто зачекорува на црвениот тепих.
Од 2000-та година ова е четврта инаугурација за во меѓувреме 65-годишниот председател на Русија. Се чини дека е на врвот на својата моќ. На изборите на 18 март Путин освои 77% од гласовите, негов најдобар резултат. Најмалку 3 патокази на Американската амбасада се поставени денес во Ерусалим пред почетокот на мисијата од следната недела, во согласно со признавање на градот како главен град на Израел од страна на Доналд Трамп. Работници ги поставиле знаците на англиски, хебрејски и арапски во близина на зградата на конзулатот на САД во Јужен Ерусалим, која ќе биде реорганизирана како амбасада кога официјално ќе биде преместена од Тел Авив на 14 мај според сведок на Ројтерс. По ерупцијата на вулканот Килауеа на Хаваи, која почна минатиот четврток, отровните гасови и лавата и натаму се сериозна закана за жителите. Лавата во неделата навечер продолжила да излегува од пукнатини во земјата по ерупцијата која уништи најмалку 26 куќи и предизвика принудна евакуација на околу 1700 луѓе. Associated Press изјави дека во текот на ноќта се формирале 2 нови вулкански отвора, односно пукнатини низ кои излегува лава. Од почетокот на ерупцијата на најактивниот вулкан на Хаваи се формирале вкупно 10 вакви отвори. Во раните утренски часови во неделата пукнатината во руралната област Пуна на големиот остров изфрлила лава во висина од 70 метри. Силни врнежи и невреме предизвикаа голема штета во главниот турски град Анкара, особено во предградието Мамак, јавуваат турските медиуми. Надојдената вода однесе повеќе од 100 автомобили, а во поплавите се повредени неколку лица, јавува агенцијата Доган. На снимките се гледа дека водата со себе однела и цели делови од улици. Жителите и локалните власти почнаа со операции за расчистување. Метеоролошкиот институт во Анкара за престојните денови најави продолжување на обилните врнежи и ново силно невреме, кое може да предизвика поплави во Истанбул и во крајбрежниот град Измир. Денес имавме променливо облачно време, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 4 до 11 степени, а дневната од 17 до 23 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 4 до 11 степени, а дневната од 15 до 21 степен. УВ индексот ќе изнесува 6. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.